Повелете, ве слушам. Сакам на доктор да му кажам од кај доаѓа сето тоа. Ја имам приметено уште 14-та, негде при краја на септември и октомври. Ја прележа тај вирус. Ама тогаш вирусот не им беше, мислам, усавршен само на ако тебе нападне, сам ке си го теглиш. А после и уште еден и друг смртоносен столе, ја го усети, одам до продавница, која се враќам на една раскршница, улевам у комора, мислам, оваа гасна комора, и престанувам да дишам и бегам, избегат не дишајки едно 60 метра. Тоа беше страшна работа. Не дишајки едно 60 метра. Како сте издржали 60 метра да не дишете? Напаѓаше на гласните жици. Три вируса беа. Ако сака народот да се спаси, јас сум звонил до Министерство за здравство, нема жива душа ја се јави. Одамна. Ке ви кажам, луѓето и дома доваѓат, не е надвор само. Още по-страшно, никој не знае дома да се заштити. И дури дома треба да се носи маска. На спање не напаѓат. Разбираш? А тоа е само преко прозорците што немат. И на спијање да се носи, тоа ли сакате да кажете? Послушај, истина е. Прозорците што проветруват стано куќа шесте, ако стават мрежи, многу народа ќе се осети колку ќе опадне тоа вирусот. Само да се тоа не де. Чекате, сега сте велат да пуштаме свеж воздух, да излегуваме на свеж воздух. Јас ке ти кажам, тие што тај вирус го растурат и по стоката наша, тоа напаѓат и, знаеш, и крави, и свињи. Има и тамо како да се заштити стоката. Разбираш? А народот, кажувам, ако народот ти затвори со мрежи на тие прозорци што проветруват стано куќа, ќе се намали крајно. И ако ви кажам, напаѓат по домовете, да ви кажам. Истина е тоа. Ја знам една жена тука се беше нападнало, па со син му зборе, вика, јас ги пропудувам, вика, од дома. Истина ви кажувам. Добро, благодарам за јувањето. А тоа да се само да се извести народо, сите джамо прозорци што се проветруват домовето, да се постави мрежа. Ја имам више поставено и на купатило и на шпајза. Више да ви кажам право, нема ги. Страшно ни звучи како пушат, на нерви иде. Што се слуша вирусот како брчи? Како? Се слуша вирусот? Не, не, тоа ја прилика знам кој е, ама Аха. Слушам, и на нерви ви оди. Кажам, исто како скачки, ако ти улезе у стано, некои звучи таквија. А многу различито имат сите тоа. Зуи короната, значи. Знаков. Ја не сум е слушал, не знам што работи. Слуша, да ти кажам. Се слуша? А са па толку спремни да може столе да те успијат како едно време што става наркоза за време операција целосна. Коронавирусот може да те успија? Ставе ти тако умртви се скоро, ти разбираш ли? Значи вашиот совет е мрежи да ставиме на прозорците на джамовите. Микрофонот твој. А и на микрофонот да става. Има мрежа. Чекај да... И надвор ако излегуваме, задолжително обавезно да носиме маски. И тоа, и друго нешто столе. Кога влегуват, и уколи улеват. Јасно ли ти? И уколи улеват. Па, да не ли ги отвараме прозорците од колите? Ако отвориш врата, не го видиш тоа, меѓу нозите улезе у тоа, и може ти го земи и волано, може те успие, што кажувам ти. И да земе оно да возе, а? Ово пасти, овие карактеристики на коронавирусот не ги знае. Замрзне ти го мозокот. Аха. Добро, благодарам за јувањето. Поздрав.